Благодарам, председателе, почитувани колеги и пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани работници. Денес дискутираме по предлог законот за минимална плата поднесен од пратениците на Социјалдемократскиот сојуз и добро е што дискутираме за еден закон што сигурно е добар и во изминатиот период, кога во 2014 ги донесовме измените на овој закон, беа зголемени минималните плати за 2015 година, а од почетокот на јануари наредната година минималната плата ќе изнесува над 10.000 денари, што е сигурно сума што е добра, но може и понатаму да се дискутира за нејзино зголемување, но во еден транспарентен однос кон сите партнери што се вклучени во договарањето на оваа минимална плата. Јас доаѓам од Кичево и можам да ви кажам дека во периодот од 2002 до 2006 година во Кичево беа вработени само 14 луѓе, а испуштени 440, а во периодот од 2006 до 2015 година вработени се околу 2400 луѓе и се надеваме во фабриката Key Safety System, каде што моментално има над 100 вработени, ќе се вработат уште 600 и бројката ќе достигне 3000 вработени, што е сепак за Кичево една забележителна бројка, што и во наредниот период ќе расте. И тоа е односот на ВМРО ДПМН кон работниците, кон минималната плата и општо кон платата и стандардот на работниците. Но да се вратам на законот. Значи, потребата од повторно утврдување на минималната плата, односно нејзино зголемување, е прашање кое пред се треба да се анализира и дискутира преку диалог на социјалните партнери. Впрочем, системот на утврдување на минималната плата е поставен да се спроведува преку преговарање меѓу социјалните партнери, владата на Република Македонија, репрезентативните синдикати и репрезентативните работодавци. Усогласувањето на минималната плата на сите гранки директно би предизвикало зголемување на трошоците за работа кај работодавците, особено оние што се со ниско продуктивни, и ќе влијае на намалување на конкурентноста на економијата. Но, исто така ќе влијае и на намалување на финансискиот капитал на предпријатијата во време на високи каматни стапки и едновремено може да предизвика изголемување на бројот на невработените, но јас мислам дека после се тоа што се случува во Република Македонија, тоа нема да се случи. Во услови кога се реализираат директни странски инвестиции и се создава поволна бизнес клима, одредувањето на минималната плата на повисок износ треба повторно да биде предмет на подетална анализа и да се проектираат ефектите од сето тоа, што сигурно ќе се направи во наредната година и ќе се согледаат сите ефекти од што би настанале со зголемување на минималната плата во наредниот период, што јас сигурно се надевам дека ќе се зголеми и во наредната година. Во однос на предлогот за одделите производство на текстил, производство на облека и производство на кожа и слични производи од кожа, да се воведе фонд за поддршка на стандардот за живот на вработените, кој ќе обезбеди за секој работник кој во 2015 година најмалку 6 месеци добивал минимална плата, месечната поддршка која ќе му се даде на работникот, сметаме дека не е оправдана само заради следниве причини. Владата на Република Македонија од 2009 започна со пакет мерки за поттикнување на вработувањето и намалување на трошоците за работниците кои исплаќа работодавачот, се намалија стапките за социјални придонеси, со што се намалија трошоците на работодавците при исплата на платата на работникот. Исто така, владата на Република Македонија презеде пакет мерки за
да им помогне на фирмите, домашните предпријатија, затоа што нон-стоп се зборуваше дека само ги помагаме странските компании. Морам да ви кажам дека за домашните компании низ диалог со нив, низ тоа што тие ги кажуваа своите проблеми, владата донесуваше пакет мерки за да им помогне и се направија низа пакет мерки со кои им се овозможи на домашните предпријатија да ги намалат своите трошоци. Исто така со проектот Македонија вработува се ослободија од плаќање придонеси за вработените, а како што гледавте и сега пред неколку дена повторно им се обезбедија кредити со субвенционирана каматна стапка за да можат да имаат средства за ликвидно работење. И тој тренд на помош на домашните компании ќе продолжи и понатаму, но исто така треба да знаете сите дека со доаѓањето на странските компании многу работи добија и домашните компании, затоа што тие работат одредени делови за нив, ги сервисираат услуги за нив, така да веднаш што дојдат странски компании во одреден град, сите приватници осеќаат и дуќани, и еве да ви кажам, во Кичево порано не се издаваше ни стан, сега не можете да најдете ни стан за под кирија, затоа што кириите се некаде над 150 евра и така натаму. Значи, се донесува пакет мерки за потикнување на вработувањето преку целосно ослободување од плаќање социјални придонеси, персонален данок на доход од страна на работодавецот, односно ослободување од околу 37% од бруто плата. Воведувањето на фонд за поддршка на стандардот на живот на вработените ќе влијае на намалување на висината на формално исплатената плата во износ на минималната плата со цел работодавецот да ја добие субвенцијата од фондот. Тоа е нормално. Значи, секој работодавач ќе гледа да ги земе парите од фондот, ќе исплаќа 6 месеци минимална плата на одреден број работници за да ги зеде парите, што е нормално. Тоа не се однесува само за работодавците, и нас тука да ни речат во парламентот, ако дојдете са Вајле во 8:15, кој ќе биде тука, ќе земе уште 2000 денари, ние сите ќе дојдеме тогаш за да земеме уште 2000 денари. Може би ова треба да се направи поинаку. Значи, тоа ќе треба да се размисли како парите директно да дојдат до работниците. Тоа е начин да им се помогне на работниците. Никогаш не можете да му помогнете на работник ако парите му ги дадете на работодавецот, па тој да му ги даде на работник. Значи, во тој дел сметам дека тоа треба поинаку да се направи. На крајот, доколку сите продолжиме да се работиме својата работа професионално, да продолжи трендот на вработување со отворање на нови капацитети за брзо време, по моје 2 до 3 години, ќе имаме минимална плата од околу 14-15 илјади денари. Јас сум сигурен во тоа, затоа што овој тренд во Република Македонија со намалување на стапката на невработеност и зголемување на конкурентноста ќе неопходно, сигурно ќе доведе до зголемување на минималната плата, што е и цел, и тоа се прави со конзистентна економска политика сите овие 9 години. Ви благодарам.